Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео повторно ќе зборуваме за содржините од книгата на авторката Шефалица Бари Родителска карта. И поточно денес во ова видео ќе разгледаме неколку дисфункционални негативни комуникацијски циклуси во кои што влегуваат родителите со своите деца кога родителствуваат. И ова Шефали го прикажува во својата книга со цел родителите да можат да увидат дали случајно некој од нив е влезен во некој од тие да ги препознаат тие негативни комуникацијски циклуси, дали случајно некој од нив е влезен, ги употребува во своето собствено родителствување со цел да може да да си помогне самиот себе си во нивно надминување. При тоа, во книгата, значи за објаснување на овие циклуси користи одреден настан помеѓу родителот и детето и тој настан провеува низ сите видови на циклуси, набројува, ги категоризира во 5 категории овие негативни циклуси врз основа на егомаските кои што главните егомаски кои што ги категоризирала во 5 категории. Значи тоа се егомаски кои што ги навлекуваат родителите кога родителствуваат со своите деца. Настанот гласи кога детето му се обраќа на родител со зборовите те мразам, и овој настан го зела намерно како пример, затоа што низ нејзината пракса увидела дека скоро секој родител во тој момент реагира на тие зборови и поголем дел од родителите на ова изразување на детето тие го интерпретираат тоа изразување не само како знак на непочит, туку и како знак на неблагодарност од страна на родителот. И за родителите пак, оние кои што се длабоко традиционално влезени во родителствувањето, ова изразување на децата представуваат големи тригери за родителите и ги потпалуваат нивните внатрешни рани на невредност и на неважност. Така да сега ќе го анализираме секој родител, значи секоја егомаска која што ја носи родителот и преку која што реагира кон детето, комуницира со своето дете во тој настан, и да видиме доколку што се случува, доколку се повторува одново и одново тој начин на комуникација и реагирање од страна на родителот, затоа што доколку тоа се случува, тогаш се случува еден циклус на егомаски во односот меѓу родителот и детето. Сега, првиот циклус, значи во првата категорија на циклус на егомаски, со кој што родителот влегува во едно негативно, дисфункционално родителствување со своето дете, е циклусот на борецот. Значи на родителите кои што ја носат егомаската на борец. И сега или поточно, јас ги нарекувам овие родители кои што носат егомаската да сакаат да се, значи постојано да влегуваат во конфликти со своите деца, да сакаат да се караат со своите деца, односно овие се родители така наречени кавгаџи, кои што секој предизвик со своето дете на тој начин сакаат да го решат. И кога овие родители ја носат својата егомаска, тие како го перцепираат детето кога ќе му кажете мразам? Овие реагираат многу бурно, значи еве од самата слика можеме да видиме каков е изразот на родителот
И ова овде го представува во суштина тој негативен комуникацијски циклус кој што се создава помеѓу родителот и детето. Значи во моментот кога детето овде ќе му каже на родителот те мразам, родителот под влијание на својата его маска која што ја носи, значи што си каков став завзема, дека моето дете е лошо, ова е лошо неговото однесување и дека тој треба да треба да влезам во расправија со него. Треба да се карам со него. Значи, лутината, колку е лут, гледаме, овој родител, неговата лутина и неговото негодување, всушност, ги поставува темелите, го започнува овој дисфункционален, негативен циклус на комуникација и реакција со своето дете. Значи, тој во моментот, бидејќи премногу лично, си ги зема овие зборови на своето дете, тој реагира многу бурно. И обично што може да му каже? Може да му каже на детето, што кажа, како се осмелуваш ти на ваков начин да разговараш со мене? Значи, овие родители, овој настан како го перцепираат? Го перцепираат како нешто кое што мора веднаш да се прекине, да се стави крај. И затоа родителот како реагира овде? Значи, како комуницира со детето? Што вели? Сега ќе те научам на лекција. Јас ќе те научам на лекција. Значи, овие настани родителите ги перцепираат како напад од страна на детето и токму поради тоа тие го употребуваат тоа чувство на лутина за да можат да издействуваат, да го повратат своето чувство на моќ во односот со детето. И нивниот начин на функционирање, или како што велише Фали, нивниот модус операнди, е да го запрат ова однесување преку употреба на срам, значи го срамат детето, преку деградирање детето, преку казнување на детето. И значи му се дерат на детето, му викаат на детето, се додека децата не станат согласни. Или се додека тоа дете не стане согласно. И како се чувствуваат сега овие деца пред овие родители? Овие деца се чувствуваат инвалидизирани, прекинати, неслушнати, потиснати и потурнати. Значи, кај овој циклус, родителската реакција, значи оваа родителска бурна реакција, која што предизвикува родителот да го каже, да искомуницира на таков начин со детето, создава негативни чувства кај детето. И овие негативни чувства не исчезнуваат. Напротив, значи, бидејќи е циклус повеќе пат, ако се повторува одново и одново, се создава еден склоп од негативни образци, негативни шеми на комуникација и циклусот продолжува. Значи, ова беше за циклусот на дисфункционална комуникација помеѓу родителот кој што носи его маската на борец. Понатаму следува циклусот. Значи, како настанува циклусот на дисфункционалниот циклус на негативно родителствување кај родителите кои што носат маската на фиксери, на поправувачи, да сакат да го поправуваат своето дете. Овие родители, поправувачи, исто така премногу лично си иземаат кон себе моменти, значи моментот кога детето ќе му каже те мразам. Меѓутоа разликата овде која е, наместо тие да го контролираат детското однесување, кој што беше во првиот случај, овде родителот значи се обидува да ја контролира детската перцепција за самите родители.
Значи тие се зошто? Затоа што се во страв, затоа што се плашат дека ќе изгубат љубовта на своето дете. Значи еве го тој повторно комуникацијски циклус. Овде детето во моментот кога ќе му каже на родителот те мразам, значи родителот со оваа его маска како реагира. Реагира, вели. Размислува, ти си лошо и јас сум загрижена дека ќе ме мрази детето. И за да не го замрази, значи, каква техника употребува родителот? Значи, бидејќи се плаши, не сака да го мрази детето, родителот употребува техника како овозможување или спасување, за да се осигура дека нема да го напушти неговото дете. И нивниот начин на функционирање кој е родителот, значи, да го запре лошото однесување преку едно неволно или несакано прифаќање и одоброволување. Значи, изразот овде на самиот родител, што можеме да видиме, дека тој неволно влегува во смисла да му помогне на своето дете. Значи, ја носи преку оваа маска, тој сака да го поправи своето дете преку едно неволно прифаќање и одобрување на своето дете. Меѓутоа, како комуницира? Комуницира со зборовите: душичке, не се секирај, јас ќе ти помогнам. Меѓутоа, мајката носејќи значи родителот носејќи ова его маска, во суштина нема да одговори на вистинските потреби на детето. Како се чувствуваат овие деца? Значи, децата пред овие родители се чувствуваат запоставени. Нивните вистински чувства какви се? Игнорирани се од родителите. Затоа што родителите многу повеќе се заинтересирани да можат да ги пренасочат чувствата на омраза на детето назад кон чувство на љубов. Во суштина овде станува збор за едно површно пренасочување, меѓутоа без да може родителот да се запраша, да се загрижи, да види кои се вистинските потреби на своите деца, кои се вистинските чувства кои што детето ги има заради што детето влегло во едно такво однесување спрема родителот. И во овој циклус исто така, значи начинот на кој што реагира преку его маската, овој родител создава негативни емоции, чувства кај детата и доколку ова нешто се повторува одново и одново, значи овие деца исто така кај овие деца не исчезнуваат овие чувства, туку се создава еден склоп на негативни образци и шеми и циклусот и понатаму исто така продолжува. Нареден циклус е циклусот кај преправачите, родителите кои што ја носат его маската на преправувачи, на глумци. И кај овие родители, што се случува кога ќе слушнат како детето му кажува те мразам? Единственото нешто за што се грижат овие родители, единственото нешто на кое што мислат во тој момент и за што се грижат овие родители е како овој родител во тој момент ќе изгледа пред другите и пред светот. Значи, нивниот имидж, нивниот идентитет да се прикаже пред јавноста е најбитно за нив. Како другите го перцепираат, како што мислат другите за него. Значи, тие ќе направат се за да може да се избегне било какво негативно однесување спрема него.
Значи, еве го исто така ланецот, детето му кажува те мразам, родителот ја носи маската, его маска на поправувач, која што му, значи, што му кажува таа кога ја навлекува? Дека детето е лошо и дека јас не сакам да изгледам лошо. Поставеноста на родителот овде е како во суштина изнадворешниот изглед е најважен за родителот, како тој се представува пред светот, сака да се прикаже дека е најдобар родител, дека се е во ред во врската со детето. Меѓутоа, кој е нивниот начин на функционирање? Нивниот начин на функционирање е да преминат преку проблемот и преку било кој начин, преку било која форма, преку било кој облик, значи овие родители ќе преминат преку она што детето му го кажува, само за да може да се прикажат пред светот на одреден начин и пред другите. И детските чувства овде се потполно занемарени, потполно се неиспочитувани, бидејќи фокусот на овој родител не е спрема детето, туку спрема надворешниот свет. И како овде комуницира детето? Значи му се обраќа родител со зборовите: престани да правиш сцени. Престани да драматизираш, во смисла. И како се чувствуваат сега овие деца? Кога не се перцепирани, не се видени од своите родители, тие се чувствуваат потполно отфрлени и се чувствуваат како родителите едноставно да ги избегнуваат. И токму поради тоа, ако овој циклус на комуникација постојано се повторува, на ист начин овие се создаваат негативни чувства кај децата и кои што чувства не исчезнуваат, остануваат кај него и со повторувањето на овој циклус на негативна комуникација, на дисфункционална комуникација, се создава еден цел систем или склоп на нови негативни образци и шеми и циклусот постојано си продолжува. И четвртиот, да видиме, тоа е циклусот на замрзнувач. Сега, овде овој родител, можеме да видиме, кога кај родителите кои што ја носат оваа его маска на замрзнувачи или на стаписаност, кога детето ќе му каже на родителот те мразам, значи еве го циклусот, родителот его маска на замрзнатост, тие исто така, значи, овие зборови си ги земаат премногу лично, затоа реагираат како останатите родители со своите собствени его маски. И поради тоа, бидејќи премногу лично си ги земаат зборовите, како реагираат? Реагираат на тој начин што подигнуваат зидови на студенило, на ладнокрвност и се кријат зад овие зидови во однос на своите деца. Значи, конфликтот представува еден огромен тригер за овие родители, кои што му причинуваат тие едноставно да се исклучат, да се разделат потполно од своите деца, да останат парализирани, да не знаат како да се однесуваат и да отврлат било каква близкост со своите деца. И нивниот начин на оперирање кој е? Да се скријат, да се извлечат од децата, значи наместо тие да пристапат кон детето, да покажат загриженост за нивните емоции, за нивните чувства, да разберат што се крие испод тие чувства, зошто детето така му зборува, тие преферираат да си бидат по својата собствена удобност и да се повлечат без емоции, да создаваат студени зидови во односот со детето. Значи, гледаме овде, што вели родителот: јас не знам како да се справам. Значи, ова е лошо однесување, ама јас не знам како да се справам. Ликот на родителот.
тој не е присутен овде. И не го гледа детето, затоа што е замрзнат во внатрешната состојба, која што најчесто кај овие родители е предизвикана од некоја поголема доживеана траума. И како сега се извлекува овде во оваа ситуација, бидејќи не знае родителот како да се справи, исплашене, го навлекува ова его маска на замрзнатост и тој се оправдува, значи комуницира пред своето дете, не сега зафатен сум. И каква порака добиваат овие деца? Овие деца добиваат порака дека нивните емоции можат да се сретнат само со да дојдат во допир со едни студени, замрзнати срца на родителите. Значи дека не може да се доближат до топлината на својот родител. Не може да се поврзат со родителот. И ова чувство ги води во ова однесување на родителот, ова комуникација ги води во едно чувство на изолација на децата, едно чувство на невредност од нивна страна. И исто така, значи овие циклуси создаваат негативни чувства кај децата. Децата се несреќни и тие не поминуваат, затоа што бидејќи се циклуси одново кога се случуваат овие дисфункционални комуникацијски циклуси, создаваат и tekako нови шеми, нови образци на негативни и повторно, значи, се врти во круг тој циклус се јавува. И понатаму последниот циклус е циклусот на родители кои што ја носат маската на напуштање. Значи, овие родители, можете да го видите, гледајте во каква состојба родителот во состојба на бегство, секој момент, значи кога детето ќе му каже дека те мразам, а родителот повторно што вели, ова е лошо однесување и ова не е мој проблем. Значи, овие родители како ја интерпретираат реченицата на детето кога ќе му кажете мразам? Како нешто кое што треба да избегнат. Да побегнат едноставно. Тие не си ја земаат оваа реченица од страна на детето лично, бидејќи тие во суштина се и комплетно, целосно дисконектирани од било каква лична одговорност како родители. И тоа исто така резултат на една длабока проживеана травма од страна на овие родители, иако не се свесни. Значи, едноставно тие не можат да го видат проблемот на детето како проблем. И затоа велат ова не е мој проблем. И бегаат од одговорноста, бегаат од предизвиците со децата. И како комуницираат? Јас немам време за тебе. Немој да ми досадуваш. Овде тоа му го комуницира на своето дете. И како се чувствуваат децата во овој случај? Децата се чувствуваат невидени и сваќаат дека се потполно небитни, невредни за своите родители. И овие чувства креираат една општа недоверба на децата кон другите, заедно со едни чувства дека се предадени, дека се напуштени, дека се отфрлени. Меѓутоа, што вели Шефар? Сега ќе се обидам сите 5 циклуси, сите 5 слики да ви ги прикажам. Значи со децата овде. Не знам дали исправа. Што можеме да забележиме? Какви се децата? Нивните изрази. Дека постои едно, што е алармантно кај овие циклуси? Алармантно е што децата се игнорирани. Сите се игнорирани во овие циклуси. Сите се несреќни. И токму поради тоа, бидејќи се циклуси, тие се токсични за децата. Тие се фатени во овие циклуси и
на крај како завршуваат децата, како да се, значи, нивните чувства се целосно игнорирани и нивниот светоглед не е разбран, значи потполно како да не се битни, невредни, незначајни. И зашто? Затоа што во другиот случај што можеме да видиме сега родителите ако ги прикажеме, што можеме да забележиме? Видете какви се сега со слики ве. Сите овие родители, еве го едниот, еве го другиот. Значи, лицата, погледите на сите овие родители што можеме да забележиме, дека каде се фокусирани? Фокусирани се само на тоа како тие се чувствуваат како родители. И тие како можат да се заштитат од нападите, кои што, значи, од зборовите на своите деца, кои што сите си ги земаат за личност спрема себе, и степенот до кој што ќе бидат прикажани его маските, пред се ќе зависи од реактивноста на родителот, како тој реагира и комуницира во моментот со своите деца. И во најголем случај, што е жално? Жално е што овде, во сите овие циклуси, децата се чувствуваат безпомошни. И тие се во суштина заложници на родителските расположение, на родителските фантазии, затоа што тие се уште мали, значи не можат да му побегнат, да ги напуштат родителите, да заминат некаде. Значи се уште се мали. Едноставно децата се едни невини затвореници на внатрешните чувства, несоодветни, дисфункционални чувства кај родителите. И тоа е една од најголемите причини зашто ние како родители навистина треба да работиме на нашето внатрешно заздравување. Значи, ова е сликата која што минатиот пат, кога зборувавме, кога Шефали прашуваше родители кој треба да го скрши синџирот на овие негативни комуникацијски циклуси, значи на реактивност од страна на меѓу односот меѓу родителот и детето е токму родител. Гледаме овде, еве, значи ова рака е раката на возрастниот човек, ножицата со која што треба да се пресече е родителот. Значи, најголемите причини за да почнеме да работиме на нашето внатрешно заздравување е баш тоа, за да не ослободуваме болки, своите страдања врз децата, да не му ги носиме нашите товари на децата. Меѓутоа, денеска е многу тешко ние родителите да влеземе во една таква свесност, да можеме ние да си ги на некој начин да си ги поседуваме, да го поседуваме тоа нешто, тоа разбирање дека несвесно, во суштина дека навистина несвесно родителствуваме сите ние, но сепак реалноста и дека ни покажува обратното, и таа е многу брутална. Бидејќи ние сите сме несвесно воспитани и затоа не треба ни да се чудиме што ги пренесуваме нашите рани врз нашите деца. Меѓутоа, единствено, кога ќе ни стани нас јасно како тие образци ни се случуваат, како влегуваме, значи да можеме да си ги видиме тие образци на дело, тек тогаш ќе можеме да ги разбереме зошто децата така ни се однесуваат и да можеме да почнеме да се усогласуваме со вистинските потреби на децата. И овде, еве, значи ова е топоганот на несвесноста, тој преку кој што се остварува циклусот на негативни, дисфункционална комуникација со децата, што можеме да видиме. Значи, родителите упорно влегуваат во тој циклус на несвесност, на негативна, дисфункционална комуникација со децата како резултат на нивното его родителско, кое што овде еве гледаме како е потхрането
Значи, еве маската овде. Ова е агендата на родителите создадена е од маската, од маските кои што ги носи, од преку кои што кои што му создаваат идеи за материјалниот свет, дека за успешноста, за идеите за успешност, за кариера, за љубов. Меѓутоа, тие не се поистоветуваат со потребите на детето и токму поради тоа во тој топоган во кој што упорно родителот сака да го родителства своето дете, детето почнува да испаѓа. Затоа што не може родителот да ги види вистинските потреби на своето дете, вистинските чувства, кои се. Во едната рака детето го држи, гледаме играчката, затоа што тоа е дете, си го бараат детството, тоа си е природно во таа фаза. Но од друга страна е врзано за родителот, затоа што е премногу мало. Затоа што не е способно да може да се тргне од родителот. Значи, се уште се држи. А родителот воопшто не му обрнува внимание. Не обрнува внимание на она што на вистина му треба на своето дете и затоа тој упорно врти со тој циклус на негативна комуникација со своите деца, без да види дека е заглавен внатре. Меѓутоа, дури откако ние ќе можеме да заздравиме внатре, како родители да почнеме да работиме на себе, овие его маски да ги напуштаме, да ги симнуваме. И овие идеи кои што ни ги создаваат тие его маски, за љубов, за кариера, за работа, за се она кое што на некој начин директно влијае, тие идеи влијаат врз тоа да не си го видиме детето, суштината на детето, да не ја гледаме, тек тогаш ние ќе можеме да престанеме да реагираме од нашите внатрешни рани, од нашите внатрешни празнини и да почнеме да реагираме од место на целовитост. Значи, колку толку ние кога ќе почнеме да заздравуваме, ќе почнуваме да стануваме се посвесни за она кое што не предизвикувало како родители. И сето тоа нас ќе ни помогне, ќе ни дозволи на некој начин да почнеме да подигнуваме, да воспитуваме, да растеме вистински деца. Да можеме да ги видиме децата кои што се пред нас, наместо да цело време да го доживуваме детето во нас и да не сме свесни преку тоа и на тој начин преку него да реагираме на нашите деца и на тој начин да ги одржуваме тие дисфункционални комуникации во односот со децата. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Мет гледам.